Зголемен раст на нови работни места, нови инвестиции и развој на трговијата. Премиерот Христијан Мицкоски по посетата на Турција е оптимист дека македонската економија ќе продолжи да се развива со засилено темпо. Во следните 6 месеци се очекува влез на поголем турски капитал во државава и зголемување на трговската размена. Мицкоски вели дека Македонија има што да им понуди на инвеститорите. Па ние можеме да им понудиме истото тоа што секаде го нудиме, да се бориме за фабрика повеќе, која што ќе извезува, која што ќе го зголемува нашиот бруто домашен производ, која што ќе обезбедува добро платени нови работни места. Ние можеме да понудиме квалификувана работна сила, луѓе кои што имаат знаење, кои што имаат искуство. Нема да одиме и не одиме веќе со пораката ефтина работна сила, бидејќи тоа е дополнителен поттик на економијата се и големите инфраструктурни проекти кои се во тек, но и допрва ќе треба да стартуваат. Автопатот Скопје-Блаце, кој ќе го гради конзорциум, предводен од македонски гранит, отвора големи потенцијали. Дополнително и мегапроектот на брзата железница долж коридорот 10, за кој Мицкоски вели дека веќе имало разговори со британските партнери. Беа нашите партнери од Велика Британија, беше и потенцијалниот заемодавател, беа представници од UK Export and Finance. Разговаравме и во владата, и во Министерството за транспорт, и во Министерството за финанси. Физибилити студијата што ја прави Министерството за транспорт и студијата за оценка на влијанието врз животната средина. Отприлика овој месец треба да биде завршен, еве најдосно да речеме јули. Ако биде секако што треба, потоа одиме со закони во парламенти. Здравје Боже, таму од десен можеме и на терен да отпочнеме по принципот на жолт фидик. Ваквите активности според Мицкоски ќе овозможат економијата да продолжи засилено да расте. Тој не се согласува со критиките на опозицијата дека со растот на бруто домашниот производ се манипулирало и дека граѓаните немале бенефит од статистиките. Потврда за ова според него се извештаите на светските финансиски институции како ММФ и Светска банка. Ако се спореди номиналната вредност на бруто домашниот производ во овие 2 години од како е оваа влада, ќе забележите дека таа е за 160 милиони евра, односно долари се извинувам, поголема отколку номиналната вредност на бруто домашниот производ за 7 години на претходната влада. Ако го погледате и должничкиот дел, односно јавниот и државниот долг, ќе забележите дека ова додадена вредност на номиналниот бруто домашен производ е остварена со задолжување 3 пати помало отколку што тоа го направи претходната влада. Но ова се бројки кои што апсолутно ги потврдува Меѓународниот монетарен фонд. Вклучително и последниот извештај кој што е историски најдобар, кој што некогаш го добила Македонија откако е независна. Македонската економија веќе подолг период покажува тенденција на раст, или конкретно 7 квартали, едно по друго државната статистика регистрира позитивен тренд. Ваквите резултати се особено значајни во услови кога светот е соочен со глобална криза како последица на војните во Украина и Иран.